Во изминатите 12 години, локалната самоуправа на Прилеп со поддршка на Министерството за култура и владата на Република Македонија многу инвестираше во заштита на нашето културно богатство, во кое како значаен дел спаѓа и црковното наследство. Манастирите и црквите се значаен дел на нашата култура, историја и традиција. Токму затоа во изминатава деценија се работеше на обновување на најзначајните вакви светилишта, дел од нив стари и поскоро еден милениум. Моментално интензивно се градат опожарените конаци на манастирот Трескавец кај Прилеп. Проектот е финансиран од Министерството за култура и според првичните проценки тој ќе чини околу 2 милиони евра. Според динамиката на работа, конаците треба комплетно да бидат обновени во текот на 2018 година. Во изградбата на конаците се стават најсовремени материјали и се употребуваат најсовремени методи. Два од конаците, северниот и западниот, ќе бидат наменети за гости, а додека едниот, источниот, ќе биде монашки конак. Манастирот ќе биде реставриран и обновен според пронајдените стари фотографии, како што тој изгледал во минатото. Паралелно на Трескавец се работи на изработка на проектите за реконструкција и реставрација на црквата, старата трапезарија, магерницата, магеричкиот конак и камбанаријата. Претходно на 28.8.2013 година се пушти во употреба ново изградениот асфалтен пат до манастирот, долг 7,5 км и за прв пат манастирот во историјата доби достапен асфалтен пат. Патот кој беше изграден за рекордно кратко време беше инвестиција на владата на Република Македонија и локалната самоуправа, кој чинеше околу 1,8 милиони евра. Патот придонесе овој манастир секоја година да биде посетуван од илјадници туристи од целиот свет. Паралелно со обновата на конаците во последните 3 години, тука се изведува и голем број на археолошки истражувања, кои го потврдија постоењето на античката населба Колобаица, која била лоцирана токму на овој простор околу и во самиот манастир. Исто така да напоменам дека напоредно со ова се изработува и проект за водоводна мрежа, откако ќе бидат завршени конаците и сите овие истражувања на манастирот, ќе биде спроведена и водоводна мрежа до самиот манастир, со што ќе придонесе за уште подобро функционирање и примање на туристите и посетителите на самиот манастир. Активно се работеше во манастирот Свети Преображение Зрзе, еден од најзначајните и најубави манастири во регионов, кој во 2016 година доби комплетно нови монашки конаци. Целиот проект за обнова на ова наше духовно светилиште читаше околу 92 милиони денари, пари обезбедени од Министерството за култура или во превод нешто повеќе од 1,5 милиони евра. Проектот се реализираше 7 години, започна во 2008 година со археолошките истражувања на Бигорната карпа на која е изграден манастирот, потоа во 2010 година беше изграден владичкиот конак, а во 2016 година се изградија и новите монашки конаци, како и целата околина и партерно уредување на манастирот и околу манастирот. До овој манастир во 2014 година беше изграден и нов асфалтен пат во должина од 7,5 км и ширина од 5 метри, заедно со банкините. Инвестицијата за патот чинеше 1,6 милиони евра, а парите беа обезбедени исто така од владата на Република Македонија. Овој пат значително придонесе за економскиот развој на овој крај, како и за поголема промоција на манастирскиот туризам во Прилеп, Прилепско, па и во Република Македонија. После децени на нефункционирање во 2016 година, повторно беше изграден и ставен во функција источниот конак на манастирот Свети Архангел Михаил во прилепската населба Варош. Се реализација на проектот се започна во 2012 година по добивањето на конзерваторско одобрение. Инвестицијата за изградба на овој конак беше на владата, која во обнова на ова наше културно богатство инвестираше близу 13 милиони денари, или тоа е нешто повеќе од 200.000 евра. Конакот се простира на вкупна површина од 292 метри квадратни. Освен на конакот се изврши реконструкција на старата манастирска порта, која е препознатлив белег на овој манастир. После векови манастирот Свети Никола во селото Манастир во Мариово доби нов монашки конак, кој овозможи монасите кои живеат тука од 2008 година нормално да ги извршуваат своите активности.
Средствата за оваа инвестиција беа обезбедени од Министерството за култура, кое заедно со Завод и музеј Прилеп секоја година работи на заштита и конзервација на манастирската црква, која потекнува од 11 век. Реализацијата на проектот конструктивно зајакнување на тамелите на црквата започна од 2014 година, по добивањето на конзерваторско одобрение, а заврши во 2015 година. Вредноста на изведените работи според договорот изнесува 1,7 милиони денари. Проектот за конзервација на фреско живописот се работи во 3 фази. Започнате во 2010 година, до сега за конзервација на фреско живописот се одобрени 870.000 денари. Конзервацијата на фреско живописот продолжи и во 2016 година. Во изминативе години археолошки беше истражен целиот терен околу манастирот. Во наредниот период се очекува манастирот да добие оградни зидови и да се изгради гостински конак, нова камбанарија, нова манастирска порта, како и ателје за фреско живопис. Со завршувањето на целокупниот проект, тој ќе биде исто така еден од најатрактивните и најпосетувани манастири во Прилепско, посебно во еколошки најчистата област и најненаселена област, а тоа е Мариово, односно Мариовскиот крај. Предходно до селото Манастир, каде се наоѓа и овој манастир Свети Никола, за прв пат во историјата се изгради асфалтен пат во должина од 3 км, инвестиција од 16 милиони денари, инвестиција на локалната самоуправа во соработка со КАРС програмата. Се изгради и асфалтни патишта до манастирите Свети Димитрија во населеното место Селце во должина од 2,2 км, за што беа инвестирани 9 милиони денари, а асфалтен пат доби манастирот Света Петка кај селото Лениште во должина од 1,2 км, инвестиција од 6,6 милиони денари. Освен на обнова и изградба на манастирите во Прилепско и неговата околина, се работеше и на изградба на нови цркви. Така што после скоро 100 години во Прилеп, во населбата Точила, се изгради нова црква посветена на православната светителка Света Петка. Овој велелепен храм се градеше цели 7 години. Најзаслужни секако за изградбата на храмот се бизнис секторот од Прилеп, верниците и општина Прилеп. Храмот беше осветен на 24 октомври 2015 година. Црквата доби нова камбанарија, а хортикултурно се уреди малиот плоштад пред храмот, кој доби фонтани, клупи, канделабри и друга урбана опрема. Моментално се работи на фреско живописот на црквата, кој е завршен над 50%. Иконостасот на црквата изграден од бел мермер. Пред неколку денови на празникот Петровден беше поставен и камен темелник за нова административна зграда во која ќе бидат сместени канцелари за свештеници и кујна и трапезарија за верниците. Во кругот на општата болница во Прилеп, Борка Талески, се изгради црква посветена на православниот светител Свети великомаченик Пантелејмон. Црквата е со димензии 10 на 7 метри и таа е еден од трите верски храмови што во последните 4 години се изградени во Прилеп. Темелите на црковниот храм Свети Пантелејмон беа поставени на 19 април 2012 година, а осветувањето и завршувањето со градбата на црквата се случи на 7 август 2016 година. Црквата е изградена по сите црковни стандарди во чест и спомен на светецот, заштитник на болните и лекарите, со донација од општинскиот буџет и многу верници и како и од бизнис секторот. Нова црква доби и типската населба која е посветена на светителите Константин и Елена. Црквата е со димензии исто така 10 на 7 метри. Храмот го изгради фирмата Виком со помош на Македонската православна црква, локалната самоуправа и со доброволни прилози од граѓаните и бизнис секторот. Црквата ја краси бел мермерен иконостас кој е донација исто така од верниците. Прилеп наскоро ќе добие уште една црква посветена на големиот македонски светител Свети Наум Охридски чудотворец. Црквата која интензивно се гради е од ист тип како и претходните помали цркви Свети Константин и Елена и Свети Пантелејмон, кои се изградија во типската населба и во кругот на болницата. И овој верски објект ќе биде со димензии 10 на 7 метри. Овој храм се гради пред спортската сала Македонија во близина на паркот на Револуцијата. Се планира во иднина градот под Марковите кули да добие уште 3 нови верски храмови кои се планирани да бидат изградени во населбите Тризла, Сточен пазар и Жабино мало, како и еден храм во Марино мало, како и до изградба на црквата Света Тројца која се наоѓа
до капелата во новите гробишта. Прилеп со изградбата и Министерството за култура и владата на сите овие православни храмови и цркви станува едно од најпознатите места за посета не само на верниците, туку и на голем број на туристи, односно Прилеп последниве години развива еден многу популарен и познат туризам на Балканот и пошироко, а тоа е манастирскиот туризам.